Завршив една серија, јас сега би сакал да почнеме една нова, ќе видиме како ќе оди и како ќе ја тераме. Овој наслов на ова прва тема, воведна на некој начин, носи наслов судбоносно важна тема. И ќе видиме дека навистина е судбоносно важна. Можеме три факти да истакнеме, три работи факти, кои што со сигурност може да ги кажеме дека се вообичаени за секој од нас. И не само за нас, за било кој човек. Прво, сите ние или свесно, или подсвесно имаме оформено некое свое мислење за Бога. Кога мислам за Бога, пред се мислам на Бог како карактер, неговиот карактер, каков е, што е и така натаму. Сите луѓе надвор имаат оформено некој мислење, и од атеисти, кои што не веруваат дека нели воопшто постои Бог. Второ, нашиот однос кон Бога, нашиот однос кон ближните и самото примање на вистината зависат од тоа какви гледишта, каков поглед и какво мислење имаме за Бога. Ова е многу важно. И трето, сите ние сме се родиле со некоја предиспозиција за погрешно сваќање на Бога, затоа што тоа сваќање додатно подосна било и оформено од околината, од образованието и така натаму, се делувало на нас, поготоа ние кои што сме родени во комунизмот. Знаете што се не делувало врз... Значи, сите ние сме се родили со предиспозиција за погрешно сваќање за тоа кој е Бог и каков е неговиот карактер. И доколку не се запознаеме со вистинскиот Божи карактер и не ги поправиме нашите погледи, тогаш ќе биде невозможно да имаме еден совршен христијански живот и едно совршено христијанско искуство, а со тоа и би било доведено прашање нашата вечна судбина. И како што видовме во втората точка, нашиот однос кон Бога воопшто, нашиот однос кон ближните, нашето прифаќање на вистината со кое што ќе се соочиме, зависи од нашиот поглед и мислење за тоа кој е Бог. Така да ќе имаме прилика, ова ќе биде вовед, меѓутоа ќе имаме прилика во наредни неколку саботи, не знам колку ќе бидат, да го запознаеме уште подобро и поблиску Бога. Кој е Бог и каков е. Затоа што можеби мислиме дека го познаваме, а можеби делумно го познаваме. И можеби изгледаат овие изјави на почетокот пренагласени, меѓутоа само помислете колку сето тоа се обистинило во историјата на Израел, токму во Христово време. Денеска исто малку темата беше во тој правец, сега од еден поинаков аспект. Кога Христос започнал со својата мисија, знаете како што прорекол пророкот Даниел во 9 глава, веднаш станал многу популарен. Знаете, човек кој што лечи било каква болест, помага, од 2-3 леба ќе направи да се нахранат 5.000, односно 20.000 од прилика. И ледниците израелци се понадевале дека тој е тој кој што повторно ќе поврати славата на Израел. Од друга страна, еврејските лидери го наблюдувале сето тоа, значи тоа движење кој што се покренало, и на тоа движење гледале како закана за нивниот опстанок. Но тоа движење имало свој подем се до денот кога Исус ги нахранил, токму тој случај, значи кога ги нахранил 5.000. И од тука движењето се полека се распрснало и мнозина го оставили, како што вели во Јован 6:66. Многу лесен стих за памтење. Јован 6:66. Што вели писмото? Оттогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Од таа тешката беседа. Веднаш после денот на нахранување. Знаете, кога ги нахранил, па како трчале околу езерото, за да, кога преминале на другата страна, кога отишло со учениците, како трчале од другата страна на езерото, по сендвичи, така да се изразиме. Зошто? Затоа што имале крив поглед на тоа кој е Бог. Подосна од тоа мноштво кој што го следело, значи во тоа популарно движење, да кажам на почетокот, мноштвото од тие биле под крстот, мислам тука пред пилата, и велеле расни го. На што се должи овој пресврт? Не е тешко, во поглед на она што ќе опрочуваме, не е тешко да се погоди. Значи имале погрешен концепт за Божиот карактер.
израелците. Кој што и текако бил оформен и деформиран, да кажам, од образованието, од околината во тогашен Израел. И тие така слепо, така цврсто се држале до своите погледи, што довело до тоа да го отфрлат Христа. И на крајот и да го распнат, нормално. Затоа што Месијата, кој што се понадевале дека е тој, не ги исполнил нивните очекувања. На тој начин, токму Божиот карактер, прашањето за Божиот карактер бил клучниот фактор за тоа како одела понатаму Христовата служба, но не само тоа, туку и самата судбина на Израел, како Божи народ. Затоа е ова битна тема, затоа што може и нам да ни се случи, ако ние погрешно го разбереме Божиот карактер, да тоа судбоносно делува на нашиот обстанок воопшто, на нашата судбина, вечна судбина. И сега да се навратиме малку на, тука сме во контекст на тие случувања, проповедта Христова на гората на блаженствата, значи, еден од најголемите настани во неговата служба, каде што мноштвото очекувало едно, а добило нешто друго. Зошто очекувало? Затоа што тоа што го очекувало врз основа на нивното сваќање и замисла за Божиот карактер. Видите како тоа го пишува во копнежот сестра Елен Вајд. Со чувство дека ќе чујат нешто не секојдневно, тие се тискале околу својот учител. Верувале дека наскоро ќе се воспостави царството, а од настаните тоа утро добиле впечаток дека во врска со тоа ќе се објави некаков проглас. Мноштвото го обзело чувство на очекување, а живоста на лицето покажувала длабоко интересирање. Значи, сите вака во исчекување, очекуваат да се случи конечно тоа што го чекале толку време. Од робство во робство, од робство во робство. Навистина не било едноставно. Доека народот седел на зелената падинка на ричето, очекувајќи ги зборовите на божествениот учител, нивниот ум бил исполнет со мисли за идната слава. Имало законици и фарисеи што го очекувале денот кога ќе загосподарат над замрзените римјани и ќе се доберат до богатството и сјајот на големото светско царство. Сиромашните селани и рибари се надевале дека ќе чујат цврсто ветување од нивните бедни кукички, скудната храна, животот исполнет со напорен труд и со страф од немаштија ќе бидат заменети со дворови на изобилство и со денови на безделничење. Наместо грубата облека што дење им била наметка, а ноќе покривка, се надевале дека Христос ќе им ги даде богатите и скапоцени облеки на нивните поробувачи. Сите срца биле возбудени со горда надеж дека Израел наскоро ќе биде почестен пред народите како избран од Господа, а Ерусалим издигнат како глава на едно сеопшто царство. Интересно, какви замисли, какви сваќања имале и какви очекувања од Месијата, кои што го очекувале. Значи, тие мислеле дека Месијата ќе ја врати онаа слава на Израел од времето тамо на Давид, на Соломон пред се. И дека тоа ќе го стори со меч, со војна, ќе ги истреби римјаните, ќе дигне бунт и ќе го протера окупаторот. Затоа во една прилика порано имав кажано во една проповед која стануваше збор за оној избор дали Исус или Варава. Замисли си да тоа било на просторите на Македонија и тамо некаде 1900, не знам која, и да требало да се избере меѓу Гоце Делчев и Христос, сега се извинувам, вака што взимам пример, меѓутоа нешто слично, така Варава го сметале, иако бил разбойник, значи споредбата е не соодветна, ама го сметале за некој кој што се залага за Израел, за нов поредок, за ослободување и така натаму. Не бил едноставен, значи, изборот, затоа што такви им биле сваќањата, тоа го очекувале тие од Месијата. Значи, но заради тој нивен погрешен поглед за Божиот карактер, нивните очекувања биле изневерени и биле разочарани. Тотално биле разочарани од она што го слушнале во проповедта и посебно подосна. Христос ја разочарал надежта во светската големина,
во беседата на гората се обидел да го раскопа делото создадено со погрешното воспитување и на своите слушатели да им даде вистински поим за своето царство и за својот собствен карактер. Тоа му била целта. Меѓу другото и нормално да го прикаже карактерот Божји. А луѓето биле очајни, значи се што очекувале од Месијата е токму тоа, конечно да ги ослободи од робскиот јарем. И се друго би значило изневерување на нивните очекувања. Меѓутоа, Месијата дошол не за да ги разочара. Напротив, немал намера тоа да го направи, значи да ги исполни тие нивни очекувања со пушка, да кажам, значи со сила, туку со преобразба на нивните карактери. Морале да сватат што значи Божјето царство. Морале да сватат кој е Бог, да го прифатат неговиот вистински карактер, значи да ги смени тие нивни криви погледи на тоа кој е Бог. И како што кажавме претходно, кулминацијата се случува токму на тој ден, кога Исус ќе ги нахрани 5000. И видите што вели Елен Вајт, исто во Копнежот. Тие се зборувале еден на друг. Овој навистина е пророкот кој требаше да дојде на светот. Ова уверување се засилувало во текот на целиот ден, како што следувале настаните тој ден. Од убаво по убаво, тоа што го гледале пред своите очи. Ова крунско дело е гаранција дека долго очекуваниот ослободител е меѓу нив. Надежите на народот се повеќе се загревале. Тоа е оној кој од Јудеја ќе создаде земен рај, земја во која тече мед и млеко. Тој може да исполни секоја желба. Тој може да ја скрши силата на омрзените римјани. Тој може да ги ослободи Јуда и Ерусалим. Тој може да ги исцели војниците раните во војната. Тој може да снабди целе армии со храна. Тој може да ги освои народите на Израел, да му ја даде долго саканата надмок. Тој може се. Кој не сака таков Месија? Во своето одушевување народот е готов веднаш да го круни се за цар. Знаете дека тоа било идејата тогаш кога трчеле по него и самите ученици се внеле во таа идеја, па знаете кога Исус им рекол одете, отпловете и се повлекол горе на ридот. Тој воопшто не се трудел, значи уведуваат дека тој воопшто не се труди да го привлече вниманието на себе или да си осигура себе си чест. Ги чудело се тоа. Во ова, тој суштински се разликува од свештениците и поглаварите, па се плашеле дека никош нема да го бара своето право на Давидовиот престол и затоа сакале со сила да го направат цар. Откако заеднички се советувале, се согласиле да го земат и со сила да го прогласат за цар на Израел. Учениците се здружиле со мноштвото во изјавата дека Давидовиот престол е законско наследство на нивниот учител. Скромноста, си велеле тие, не му дозволува на Христа да ја прифати таквата почест. Значи да, тој сака, ама од скромност. Народот нека го издигне својот ослободител. Горделивите свештеници и поглавари нека бидат присилени да го почитуваат оној што доаѓа наметнат со власт од Бога. Ова било очекувано токму заради нивното погрешно видување на неговиот карактер. Тоа бил проблемот. И тој навистина сакал да им помогне. Тама работа, зашто дошол. Но не на начинот на кој што тие очекувале. Всушност, тие не ги ни свакеле вистинскиот, не го свакеле својот вистински проблем. Не можеле да сватат дека тоа е едно, меѓу другото, значи криво гледање на неговиот карактер, дека тој е љубов. И иако знаеме какви настани има во Стариот Завет, и може и они такви очекувања имале од Месијата, сепак Господ како љубов ги сакал и римјаните, како што ги сакал и нив. И не може да се впушти во еден таков поход на издигнување на еден народ за сметка на друг. И заради тоа не сакал да биде ни крунисан за цар. И нивното прашање било, главно прашање од Копнежот 380 страна. Зошто тој, кој поседува таква сила, не се открил, внимајте, во својот вистински карактер и нивниот пат не го сторил помалку болен. Значи, видите, тие сметаат дека од скромност, од вакви, од такви причини, а има сила, гледаат колку е способен да прави, дека он не сака да се открие во својот вистински карактер. Видите како погрешно гледање на нештата.
Тие мислат дека он не сака се открие, а тој во суштина им се открива во истинскиот карактер, ама тие заради погрешните погледи тоа не го сваќаат, не го гледаат. Си гледаат ни своја перспектива. Но вистината била дека Христос се открил токму во целиот свој на својот карактер, сјај на својот карактер. И впрочем, сето тоа што го правил пред нив, го правил заради тоа што е. Но токму заради тие нивни погрешни гледишта очекувале сосема поинакво однесување, сосема поинакво нешто да слушнат и затоа биле изневерени и се почувствувале како предадени. Затоа и подосна го предале на римските власти и барале да биде распнат од некој кој што во кого гледале потенцијал за некој кој што ќе ги ослободи, значи ветениот Месија, сега за нив тој е предавник. Зашто не постапува онака како што тие мислеле? Видите, вие и кога интересен наслов на онаа книга, гледам никој, мислам дека никој не ја купи, во ред може да ја имате, може да ја читале, како беше секој е нормален, додека не го запознавам, така нешто беше. Тоа е во односот меѓу нас луѓето. Вие може да од предвреме да си склопите некоја своја мисла за тоа каков е некој, меѓутоа додека не го запознаете добро, не можете да кажете каков е. Јас со тоа се соочив во Шведска, баш од Даниел Гарсија, знаете, се запознавте, доаѓаш и тука. На самиот почеток од тоа што по природа и сум срамежлив, па и англискиот него говорев доволно добро на почетокот и знаете, така, бев молчалив, бев така као понастрана и тие после ми кажуваат на крајот какво све мислење стекнале за мене. Рекле од овој ништо не било. Тоа кој ми го кажа, наистина беше интересно. И значи требаше доста време за да се запознаеме, јас нив и тие мене и така натаму. Тоа е тоа. И не смееме да имаме пред време некои очекувања, некои замисли, мислам, од некого. Не смееме. И откако луѓето, значи, подоцна сватиле дека неговите намери се поинакви, тие го напуштиле, токму заради тоа. Не им одговарал. И вели во Копнежот повторно од 391 страна, ако не ја вложи својата сила и влијание за да се ослободат, значи, тие од римјаните, тие не сакаат да имат ништо со него. Значи, едноставно сметаат дека Месијата, ако треба да дојде, треба да ги ослободи и крај од римјаните. Тоа е тоа. И замислите си потоа, што се случува? Тие барале, тие сакале со сила да го зацарат, а потоа како гласи предавството, како го предале? Кој било обвинувањето? Зошто Христос, сетите се на проповед од минатиот пат од Аслимовски. Што пишуваше на крстот? Инри ЙХВХ. Цар! Обвинувањето гласило дека овој сака да се направи цар. А тие сакале со сила да го направат. Видите значи каква промена се случува затоа што биле изневерени нивните очекувања. Затоа што се почувствувале предадени, значи, од него. И токму тоа се моментите кои што ќе отворат поплава буквално, браната ќе пукне, ќе отвори поплава на страдање на еврејскиот народ. И до ден денес, гледате што се случува, тamo нема мир, никогаш нема да има. Значи, кога тие би го разбрале вистинскиот Божи карактер, совршено представен преку животот Христов, или барем би се потрудиле да го разберат, не би имале погрешни очекувања, не би биле разочарани, не би гледале, значи не би делувале така на Христовата служба и не би го распнале, нормално. Затоа погрешното разбирање на Божиот карактер ја запечатило нивната судбина, може да кажеме. И затоа ова е судбоносна важна тема за секој од нас. Зашто тоа може да не се случи и нам, ако доволно не го познаваме Бога. Дека разбирањето на Божиот карактер може да има вечни импликации, значи по нашата вечна судбина, говори следниот стих, кој што веројатно нема да имаме многу време денес да го разгледаме, но тоа е познат стих во Јован 17:3. Ова е равенка, значи ова буквално овде имаме една равенка.
Не мора да сме математичари, не знам какви, како нихат, па да знаеме што е. Значи, ова е равенка, равенство имаме. Ова е вечен живот. 2 точки. Или еднакво. Ова е вечниот живот, еднакво. На што? Да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кога си го испратил. Нормално, ако го познаеме Бога, го познаваме Исуса Христа. Тоа е истиот карактер. Значи, што значи вечен живот? Да го познаеме Бога. А ако криво го познаеме, нели, можеме ли да кажеме, може ли овој стих да гласи вака? А ова е вечна пропаст, да не те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кога си го испратил. Или погрешно да те познаат. Тоа е пропаст, тоа значи пропаст. Ако вечниот живот значи познавање на Бога, таков каков што е, и на Исуса Христа, кој што совршено го представи во тој свој живот на земјата, тогаш спротивното е вечна пропаст, значи, ако не го познаеме. Познавањето на Бога, сега внимавајте, здрави и среќа, 425 страна. Познавањето на Бога, какво што е откриено во Христа, е познавање што мора да го имаат сите спасени. Сите перфектно треба да го познаваме Бога, тако како што е, каков е по карактер. Тоа познавање го преобразува карактерот. Видите сега, значи не е тоа само познавање, некое знаење, теоретско. Видите каква сила има тоа. Тоа познавање го преобразува карактерот. Затоа што вие кога ќе се запознаете вистински со Бога, тоа не може да не делува на вас. Кога ќе гледате, што вели таму стихот во Коринќаните, да гледаме на Него. И на тој начин се преобразуваме преку силата на Светиот Дух. Кога ќе видиме со кого имаме работа, со каква личност, всушност, со каков карактер. Кога ќе сватиме што е тоа, што вели Бог е љубов, што е тоа љубов, тогаш тоа делува на преобразба на карактерот. Ова познавање, кога ќе го примиме, ќе обнови душата според Божјето обличје, според Божјиот лик, во целото битие, ќе втисне Божја духовна сила. Неверојатно убав цитат. И еве сличен, запишан во Дела апостолски книгата од Елен В, 475 страна, познавањето на Бога, дури е идентичен, само последниот дел некаде малку има промена, познавањето на Бога, како што се открило во Христа, представува знаење, што мора да го имаат сите кои сакаат да бидат спасени. Тоа сознание води кон целосна преобразба на карактерот. Прифатено во животот, тоа ќе ја преобрази душата во Христовиот лик. Тоа е знаење со кое, според Божјата намера, треба да се здобие секое негово дете и без кое се друго представува само суета и ништожност. Ова е таа додаток, да речеме, разлика во однос на претходниот стих. Претходниот стих велеше дека, да, тука негде застанува дека тоа познавање ќе го преобрази целото битие, ќе втисне Божјата духовна сила во нас, а овде вели, без тоа познавање, се друго, било какво познавање во вашиот живот, е само суета и ништожност ќе биде. Затоа што, без да го запознаете Исуса Христа и Господа, нема вечен живот, а без вечен живот све ви залудно. Не знам какво друго познавање. Значи, морално е познавањето, морално е ако сакаме да бидеме спасени. Тоа е таа духовна сила, тоа е тоа што врши преобразба на карактерот. Тука ќе застанам, затоа што времето одминува, за да завршиме саботата и ќе продолжиме понатаму следна сабота. Господи, вечна е Твојата слава, вечен е Твојот завет. Секојаш си спомнува за својот завет, затоа што Ти си верен, Господи. И навистина ќе биде огромна загуба ако завршиме таму кај што не сакаш, затоа што Ти го даваш ветувањето, Ти си верен, Ти никогаш не лажеш, а од друга страна ни даваш и сила, како што велиш преку сестра Елен Вајд низините зборови, односно Твои зборови, вдахновени преку Духот Свети, дека со секоја заповед има и ветување, ни даваш ветување за да се одржи таа заповед.
Ако ти од твоја страна го држиш заветот, мора да имаме целосна сигурност во тебе. А од друга страна ни даваш сила за да го држиме нашиот дел од заветот. Тоаш можеме да кажеме дека нема ништо полесно од тоа, меѓутоа жалосно е што ете сепак мноштво на луѓе нема да се спасат. Ќе биде жалосно и за нас пред се кои што со години овде ти служиме, Господи, веруваме од цело срце, ја познаваме вистината и секој ден растеме во неа и навистина ќе бидеме жалосно да испуштиме такво спасение, таков дар. Затоа те молиме да ни помогнеш во нашите животи да пред се добро те запознаеме, совршено онака како што треба, и тоа ќе има сила да делува во нашите животи, во преобразба на нашите карактери и сила за да не одржи во верата. Те молиме да не водиш и во оваа нова седмица. Пред нови искушенија и пред нови предизвици сме, не знаеме што ќе се случи утре, ниту до вечер. Затоа целосно ти се предадаме во твои раце, да ти ги водиш нашите животи и да управуваш со нив. За се ти благодариме и сме ти благодарни за се во Христово име.